душите на твоите починати чеда, Стефанија, Моника, Сара, Драгана, Ивона, Надица, Ѓорги. Алилуја, слава тебе Боже. И еве помина една година од таа трагична ноќ во која настрада бројни млади македонски чеда. Времето продолжи да тече, деновите стана безстреги месеци, а месеците исполнија веќе и цела година. Солзите што протекоа течат без престан и станаа секојдневие за сите мајки и татковци, за многу роднини и пријатели, стана бол за овој крај и за сиот наш народ. Во моментот во постојана комуникација сме како со родителите на починатите, така со родителите на повредените и со самите повредени деца. Максимално сме заложени во нивна подкрепа, максимално сме заложени во барање за понатамошни третмани и како институција правиме се и го даваме својот максимум за да ден по ден, полека по полека се опоравиме и нема да го заборавиме, но да се почнеме да се носиме со овој факт во кој се наоѓаме. Од 200 век 30 се така сериозно повредени, од кои 30-10 со трајни последици, другите исто така се повредени, но веќе полека се враќаат во функција. Голема е бројката, голема е патологијата. На Аврама и кон праведниците да присоедини нас да не помилува, како Господи покоја душата на Твоето чело Сарово, место светло, место блажено, место мирно. Шестија душу на Божој спасе, упокој сохрањаја ја во блажено жизнија Твој и во веки веков, амин, чистая, непорочная дева. Живееше за музиката. Животот цел исполнет за музика. Енергичен, снаодлив, тешко, една година како да се 3 дена поминати, болката е уште поголема. За една мајка нема утеха. И желбата му беше уште поголема. Ова лето требаше да се сретне со Ерик Мор, најпознатиот бубњар од Америка, да свираше на сцена. Тоа го очекуваше. После групата ДНК, тоа му беше најголемата желба.